Моето име е Томислав Стаменковски Тофиловски и до сега сигурно сте приметиле дека сакам да јадам. Сите знаеме дека на Балканот имаме највкусна, најубава храна на светот, али каде е најдобрата? За тоа ќе ми помогнат моите пријатели. Заедно ќе ги посетиме локалните ресторани и кафани и ќе откриеме најнеобични специјалитети што може да се најдат на Балкан. Ова не е лесна задача, но со ваша поддршка јас ќе ја Баш ме интересира, мене ме интересира многу работа. Саш водичка, сокче. Па водичка прво, може дека Вчера беше интересно, да? Да. Кој ли? Така. Хвала ти да си жив и здрав. Дали идеме sve към Како иде? И право. Одличен кадар, одлично место, брат. Кај се наоѓаме да ми кажеш? Ајде сега сме да ти кажам вака се. Во срцето на Скопје, срцето на Скопската чаршија. Така? Кога е месец Рамазан, можам да ти кажам дека ова ми е мене фаворит место. Омилено место. Омилено. Многу се гледа, зашто? Многу е убаво. Прво што е многу убаво, второ што е запазено моментот за ифтар. Да. Тука ги организираат најдобро ифтарите. Почнувајќи од персоналот, се служи све тази и на време. Браво. Што е многу битно за човек што пости и кога си нели муслиман, многу значи тоа. Да. Имаме ние периоди, нели, постиш цел ден си без цигара, без вода, без кафе, без и те фаќаат тие, да ги наречам, последните минути, кај што имаш малце нервоза. Така да многу е битно во тие моменти да тие све по протокол. На време. Да, можам да ти кажам дека Буши секогаш го задржува. Да, моментално се наоѓаме во VIP собата. Така? Ова е VIP соба. Така, ова е VIP соба. Ни дозволија ние да снимаме овдека. Секоја чест, поздрав до нив, голема благодарност, да. Другиот дел од ресторанот е фул и мислам овдека можеме да го изведеме снимањето, има тишина, има све. Така. Сакаш да ми кажеш дека во постот преку цел ден нема ни вода, нема ништо? Ништо, ни вода, ни кафе, ни цигари, ништо. Браво. Да. Земи си една урма, многу се добри. Урма. Браво. Значи може, ние сме овдека порано дојдени. Не браво, урми немам еден, погодимо такова. Ние дојдовме овдека порано. И ја мислев дека кога ќе зајде сонцето, така иде. Од кога ќе изгрее сонцето, дека не зајде, се пости, така? Тие ми се некои основни овака познавања и од другари, од мене што си чул, што си видел, така си, да. Од изгрее сонце до зајди сонце се пости и постот ни трае месец дена. Така, цел месец. Тоа е, цел месец. Секоја година постот се поместува за 10 дена наназад. Зависи, да. За тоа е ради временските интервали. Да речеме, годинава ни почна на 10, следната година ќе ни почне на 1. Од прилика, нели? Како што се менува и Великден, сега се православните пости, сега се помести прв пат, мислам, беа толку разлика католичкиот со православниот, сега беше у недела католички
Великден. Великден? Да. Православен дури На кој 6 мислам дека Бро, така ти се знаеш повеќе од мене. Да свртиме малку на јадењето и ја мислам ме интересираат многу работи околу постот, но да видиме прво овдека што има. Ова ми е најчудно и прв пат го гледам. Сакам да ми кажеш, ми спомна дека е пача. Точно. Каква пача, шо е? Како е направено? Како беше? Пача Ми ти е... кажа дечково, што дојде ми кажа, ама не сака да се снима. Вика, ќе ви кажам, ако запамтите, добро, ќе запамтено. Запамтене, значи во пачата има јогурт, јајца, брашно, вода, сол, мислам дека има кромит, нели, тоа по потреба се става и зејтин, нели. Тоа, да, тоа е пачата, тоа е нешто Ова друго. се манти. Тоа се манти, тоа мораш да пробаш. Браво, ќе пробаме све, за тоа сме тука. Тоа е многу добра ствар и пиперки во кајмак. Браво, супер. Да. Да почнеме, а? Па може, ја мислам дека. Чекај, јас сакам вакво. Тоест, прво ќе ја пробам плод и после ќе додадам ова чорбичка телешка. На здраве. Добро, фала ти здраве да имаш. Добро. Ерко, иначе, мислам дека сите знаете што ме пратите на Инстаграм, ако не ме пратите, запратете ме мене, запратете го Јерко, Буши ресторан. Обавезно. Да, кажеме дека и Буши исто има и спа свое имаат и хотелски соби, во случај ако имате гости, нели, од странство можете да ги сместите тука. Местоположбата е срцето на град. буквално срцето на градот. Болја местоположба мислам дека нема хотел. Почнав да кажам дека Ерко се грижи за мојата коса, бе, другари, бе. Така ли е, бе, Ерко, бе? Кој што се приметува. А? Стварно не си што гледал на снимање, да што личал. Тоа јас сум крив. Вчера бев на Мекици, кај Иван. Да му е жива и здрава керката. Да, Ние да е жива и Поздрав здрава. до нив. И така малку фрливме некоја ракија. Исто не знам сега колку знаат луѓето дури сексуалните односи. Сакав да те прашам, ама викам мај да не видам некултурен. Добре, ја ќе ти кажам. Да, дека пак. Се забранети, така е. Значи ништо, браво, свака, тоа е фастинг на еден начин, така? Тоест не на еден начин, тоа е фастингот. Фастингот е, да, на некој начин е и фастингот и дехидрација, не дехидрација, туку чистење на самиот организам и како да го наречам, солидарност или вклопување со тие што немаат доброволно, што нели. Значи тоа е постот сака да ги потенцира тие работи дека сите да се едно во тој пост. Целиот сите пост. верници да се едно, исто да Така не си. јадат, исто да... Бидејќи има некој што и без разлика нели дали е пост или не, некој не може да си го дозволи тоа. Сакаш и сега ова е на постот е за да се вклопат нели сите за да видат како е. Браво. Многу убав чорбалук. Дрончето излези? Ова чорбалуков многу добар. Поготово после мекици. Да. Земи си вода добра си. Да, вода, мора. Друго значи тоа пача мача све. Шопска салата, цезар салатиче. Така си. Викаш ова сега иде на ред. Па може и тоа, може и ако сакаш и пачава да ја пробаме. Ја пробаме, ја мислам, ова викам прво ова. Јас сум брат таков, мајка ми од Западна Македонија и од Девар, пред Девар село Мелничанието, таму има, таму е родено само, да. И брат, таму се месени работи, све брат од месени, пити, лебови, едно друго и многу сакам вакви работи. Сега да пробаме да видиме мантичево со сирење. Пробај, нема да зажелиш. Мислам дека ќе бараш уште една порција. Ја според тебе шо е ова? Многу убаво. Вакво е колиснато тесто е и многу добро. Чиста ствар. Сега викаш на пача да свртиме, а? Имаш исто вакво и ги прават со месо. М. Да, манти со месо. Не знам дали имам јадено.
Претходно вакви манти, не сум сигурен. Вакви може не, ама... Ајде, братски, да видим. Ајде да видим, чекај, ја земах ова потемничето, дај мал се да си извадам тука. Ама добро. Што збориш, бе? Види сега, не знам тебе како ти иде, али јас сум си таков, малце сакам да си мцнам. Да, бе, брат, нормално. И ја сакам. Земи лепчево, многу е добро. Не знам овие буши од кај го набавуваат лепчево, ама е. Чекај да видиме. Ај! Крскава? Бори, Абе, што да ти кажам? Прв пат пробувам нешто овако. Многу е добро. Многу добро. Сакав да те прашам од кога постиш, брат, и од кога може, например, кај деца кај нас во нашиот пост, брат, јас се сеќавам многу една недела дека можеш, ако го почнеш постот, значи можеш првата недела, последната, можеш цел пост да постиш, можеш да го почнеш постот, па после еден одреден дел, секоја недела има причест. Идеш ти у црква и се причестуваш со црвено вино, со лепче, се причестуваш. И ко деца по една недела сум постал. Сега моментално не постам, сега сакам последната недела од постот да постам. Кажи ми ти, кога почна да Меѓутоа, постиш? извини што ќе те прекинам кај вас, постот е малце поразличен и дали првата или последната недела е малце поригорозна и кај што не може зетин. никаде ништо да се јаде. Првите, извини, 3 дена или 4 дена, како беше? Не, ја не. Само првата недела е без зејтин. Така, Не без зетин. без зејтин постиш и после тоа постиш овако исто и последната недела без зејтин постиш. Не знам ако грешам. Ќе те попрату коментариве доле, сигурно. Но. А што за децава Ова е што многу се добро. однесува, многу добра ствар. Со лепчево кажи како спие. Да. Децата кај нас реално треба више да почнат да се учат, да постат од 7 години. Син ми има веќе 9 години и он почна да пости за викенд, кога е дома. Бро. Бидејќи нели иде у школа, не може да се вклопи у целата прича, таму сите јадат, он да се двои. Малце нели и средината е таква, не постат сите, така. Да. И почнуваме више да го учиме, нели? Да преку викенд кога е дома почнува да пости заедно со нас. И така више се стекнува навика. Ја искрено да ти кажам од кога постам. Не ми текнува кога беше точно, ама знам дека од мал постам. Да, Сигурно. и секоја година без исклучок. Секоја година без исклучокот и оправдано ти е да не постиш само кога си болен, Кога си нели? болен, Дај да. кога идеш на пат, Да. кај жените кога имаат менструален циклус. Во тие случаи ти е оправдано да не постиш. А и реално мислам дека млад, здрав, прав, зашто да не постиш? Така е. Така. Мислам, Се нема спојува смисла. Се спојува со Бога. Покрај што се спојува си го чистиш телото, дека Кај нас иначе не ти кажав, ифтарот е исто наменет или го користиме, не знам како да се изразам, за да се собереме сите фамилиарно. да, тоа е добро. Пријатели, еве која тебе што те поканив тука и ти што ме покани мене на твојот канал. Фала ти у канал. На тебе, братски. Иначе на Ерко беше идејата, твоја беше идејата за Да, па ти ги гледав изминативи емисии и ми текна и вика морам да ти предложам, ако ти се свига добро, ако не, Многу, пак ова добро. многу добро. Ова многу добро. Колку во годината? Само овој пост се е Рамазан, така? Да, месец Рамазан. Добро. Да, месец Рамазан. Ти интересира конкретно што Да. значи месецот Да, Рамазан? да. Месецот Рамазан е месецот кога почнала да се објавува книгата Куранот кај нас. Добро. Кога почнала книгата, од тогаш се пости. Тоа траело 30 дена. Фактички пишувањето на Објавувањето. објавување. Објавувањето, да. Од тогаш викаат дека негде од прилика последните десетина дена, не се знае тога кој точно ден, али некој од десетите денови е веќе објавено. Затоа има и голема ноќ или Лејту Кадр, така А се што е вика кај нас. Тоа е големата ноќ, таа е најголемата ноќ. Таа е
ноќ подобро од 1000 ноќи. Така кај нас се нарекува таа ноќ. Тоа значи пак ќе ти кажам, не се знае дали е точно во таа ноќ објавен Куранот или во некоја друга, меѓутоа е некаде во последните 10 дена. Да. И затоа и се пости. И имате, мислам дека имате и уште еден пост, така? Не, Или само ова? само овој пост. А како некојаш у лето се паѓа или грешам? Тоа е оно што ти го кажав преска. Се поместува, да, за 10 дена. Значи, Да. тоа се враќа наназад и рачунај дека од сега за 10 години тоа ќе дојде пак од прилика некаде да речеме декември, септември, како ќе прерачунаш. Кога ќе се враќа. Летно време според мене кога е потопло е многу потешко за Многу е потешко, за јадење, да, ама и без вода да издржиш е многу тешко. И види, затоа и кој што ги набројав тие, кој што е болен, кој што нели патува, не може да пости. Истото има оправдано на луѓето што работат физичка работа. Да. Затоа голем дел од луѓето што работат физичка работа, ја барем доста такви познавам, се откажуваат од тој месец да не работат за да постат. Браво. Така е. И тоа е сепак голема чест. За почит, да. За почит. Лепчево и ова пачава е страшно. Земи си пипер жено? Сега на шо идеме на пипер? Да, пиперов со кајмак, знаеш што? Брука. Чекај вака да видим. Ај, шо за сумјат со камак. Изволте. Ја од ова ќе си јадам, може? Како не може? Шо сакав друго, сакав уште нешто да те прашам. Ми излета мисла. Ќе ми текне. Дали има некоја за ифтар, некоја посебна дека сега чекавме оџата да пее и да седнеме да јадеме. Добар е кајмак. Добар, топ. И со пиперчева комбинација. Дали има некоја посебна молитва, обичај, нешто пред ифтарот, пред да се почне со јадењето и се тоа? Сега зависи што е за тебе молитва. Има посебна дова. Како кажа? Дова. Дова. Да, кај нас се довите. Да. Тоа е така се подредени во Куранот. Посебна дова е пред постењето, пред да почнеш, Аха, нели да постиш, да. Добро. И од како ќе дојде. Тоа е у принцип едното кај што се зарекуваш дека ќе постиш цел ден, и второто е кај што се заблагодаруваш на Бога што ти дал трпение да издржиш за сето тоа и нели молиш да тоа ти биде пишано како добро дело. Да. Ја сакам ја ова на пробава. Земи си тара турче, многу е добро. Добро. Готово, извини, Извини, спасува. Таратурчево е. И пиперкава и све. Многу добро. Стварно све е тазе и све е одлично. Прв пат сум тука иначе у Буши во ресторанот. И пријатно сум изненаден од амбиент, многу убав. Овдека е во VIP соба и целиот има одличен поглед, ресторан е како руфтоп и цела со стакла. Ама ова овдека приватна соба. И многу битно што има паркинг. Да. Тоа е една, мислам, во Скопје од клучни работи. Погода кај се наоѓа ресторанот во сред чаршија. Ми зема збор. Овдека паркинг е се бара со златници да се плати. Комбинација ова. Имам уште нешто да те прашам. Ако не знам одговор?
А? А ако не знам одговор? Да, е сигурно. Преку цела вечер кога го нема сонцето ви може да јаде. Така се јаде. Така е, да. И колку, тоест, колку глупо прашање, глупто мислам. Кој ќе изгре сонцето, тоа ќе престанува ту колку саат. Нормално да се менува се смени саат. Да, Значи, се тоа е смени саат. Да, гледаш пример, тоа е интересното. Мислам дека годинава прв пат, не знам, не ми текнува лани, дали се погоди кога се менуваше саатот. Да се пости вака, да се продужува постот буквално од ден за ден, да ти трае постот саат време поиш. Да, и таман си се навикнал, си го привикнал телото до толку сати, тогаш јадеш сега 1 сат повеќе. Да. Испиењето малце се пореметува во тој период. Да. Бидејќи па, знаеш како некогаш ќе легнеш порано за да поспиеш, па треба да станеш за да јадеш пред самата зора. И тоа станување, па пак ќе легнеш, па ако си на работа, па треба пак рано да станеш. И се пореметува испиењето, ама пак е за добро. А колку години работиш како бербер? Колку години си бербер? Се вкупно со учење занает, па 17 години. Браво, а исто годишно сме, 91-а, така? 91-а, да. Браво, јас што сум прав пред 17 години. Си идел у средно, исто кој ја. Само што ја после школа не можев да висам по паркови, мораше да идам на пракса. Браво, тоа е многу добро. И кога го отвори првиот салон? Тоа што Овака првиот салон го отворив поодамна, беше тоа 2013, ама тоаш работев со друг, со едно девојче. Али се откажав од тоа и отидов у странство. Таму сакав да си ја пробам, се реката. Знаеш како она младост, мислиш дека нема тука ништо, ајде ки идеме да пробаме надвор, Кај беше? друго. Бев во Шведска. Да, бев таму си ја пробав, се реката, ама не е тоа. брат, ја викам, Види, знаеш како, извини што те прекинав, стеблото е најако таму кај што му се корените. така е. И ја тоа го сватив кога отидов таму. И затоа после се вратив и си реков или тука ќе успеам или нема каде. Да. И ја многу пати сум размислувал да сите викаат многу. Не викаат и така е. Има многу лоши услови за млади, за едно, за друго. Све да не наблагаме се од тој дел. И цело време. И понуди сум имал, и сум размислувал многу пати. Ама викам, не, тој е јак човек е ако успееш тука, Точно. тука да успееш и Има- тука да направиш нешто. Види, имаме многу примери. Дека што ќе бидеш сит ако си отидеш во држава. Тоа е Така? моментот. Да, ама имаме и реално многу примери и мои, твои заеднички пријатели што успеале тука. Да. Сваќаш, и што знаеме дека почнале од нула, од ништо, да. Така да, според мене, кога сакаш има начин, има можност. Еве ти просто и ти, кога си почнал со јутубот. Да. Како ти било на почетокот? Тешко, ти сам Па на имаш... почетокот од 2009 кога почнавме никој немаше. Ние не ни знаевме дека имаме YouTube канал, само објавувавме пароди. Ете, тоа И видеа е глупости, моментот. специјална единица. Па да, и ти ми кажуваше дека првото видео кога си го монтирал, колку ти одземало? 40 да. минути. Саат и 40 минути. Не, Нешто. првите видеа на YouTube каналот, на каналот на Томски, кога ги монтирам, по не знам колку сати ги монтира видеа. И после видео вамо, видео таму, видео с Паскула, видео донде, видео доде, па, сега вака летаат видеата. Тоа е истото и кај мене. Ја кога сум почнал да шишам, бил друг муавет. Сега е сосема друг. Братски, бе? Сум направил. А? Не бе, буди се слободен. Не се срамиш. Тоа, значи има уште. Ој, главно јаде. Морам да Ќе го исечеме. Ова е пилешко поховано некој, така? Крцкаво, да. Тоа е многу добро да пробаш. Добро. Ова другово, ова е мускулче, а? Знаеш што е мускулот е? Мускулот се тоа. Тоа, не ти треба нож, бе, не.
Леле, како се ти... Ја видиш што свој. И ова е плескавица, како кажа? Шарска со внатре со кашка. Дали се паѓа у дека Што е ова, бе, мати? Ајде го ова како се распаѓа. Ај прво му скучи. Сега не знам како е тие месишта ти на лов што ги јадеш. Не си ме викнал да ги пробам. Може да направиме Да ги шишам мечките таму. Тоа ќе биде тоа интересантно видео ако преживееме. Ај, пилешко, ова што збориш, бе, другар? Ајде ова да знам, ево да прави. Тоа да ти кажам, многу вкусно, брат. Мускулов сега за сега победник. Стекова е добар. Сега да видиме плескарица. Шо вика Шарска? Ова здраве да има. Одлично, многу добро е. Брат, на оваа гужва добро има како што изгледа. Браво. Топло да излезе се. Уметно се. Цело време сте фул. Сабота имаше 8 ступиш. Што збори? Браво. Шо вика? Шарскава? Рече нешто? Брат, се мислам, стекот, не сум фан на пилешко одамна, Па не си билдер затоа. а? Не си билдер затоа. Могуче и тоа да е, брат. Се мислам помеѓу плескавица и мускулов, ама... Чекај уште едне. А за оризот ништо не можеш да кажеш. Чекај бе, на толку месо до ориз, чекај малку. Ај? Јоривче до профи. Чекај да видам се ме испобуни, не знам што е победникот. Каде е мускуло? Вака се, брат. Чекај уште еднаш мускул. Види, мускулот, ја мислам дека е... Мада ле, ова кашкавалов, како Тебе се што топи, ти се свига поеќе? како се топи, знаеш, чекај се, ја уште не сум одлучил. Брат, ја се препукав тоа да ти кажам, ако треба да пробам и салата и мантијиче. Мантијчето си е вр. Ги заборавме вие, брат. И ги изедеме, не се сеќавам. Ово? Морам уште едно сокче за полесно да се вари. А ја јадев пред да дадам. Убаво се направи. Мислам јадев така леп малку и кашкавал, Да впие тоа од да вчера. впие од вчера ракијата. И после ми текнаве, шо јадам ја ќе идеме да овако да снимам. И тоа е, се лизна веќе. Ама не ми беше арма, бога. Затоа немојте да пиете алкохол. Нема да ви биде добро, макар 2 дена нема да ви добро. Ама вечерта убаво ќе ви биде. Вечерта убаво, ама како ви кажа? А не, тоа друго беше. 5 минути сладко, цел живот татко, тоа за друго. Тоа е беше. за друго нешто. Да, така нешто. Морам малку да земам воздух. Иначе, обично, кога немам место, вака малку правам. Да ти спадне? Да. А с клекови си пробал? Не, само Не. ова, брат. Да ми спадне малку јадење. Леле, колку е убав погледа. Не, во ресторанов сум преизненаден. Тоест не е само ресторан, и спа и хотел. Све. Да. Ох, Да ти рекол некој дека имаме вакво нешто у Скопје, да не веруваш. да. Не знам, не, сум слушал, сум бил овдека по чаршија сегде, ама не сум влегол, не знам зашто не сум дошол до се. Ама и последно време, нигде не идам на лов у планина, идам кај тебе да се шишам, кој ти ми се јавиш, Да, ја и заборавам
дека треба да се шиша. И кај идам на друго место, и дома, геймам, видео снимам, идам у Red Drive. Цело време имаат некои брутални коли. Да, видов дека стана застапници за Не, Масерати. останати се одамна. Сега им стигна MC20 1 од 1, брат. Тоа знаеш ли колку Тоа е е страшно? како моето. Да, слично, само друга боја. Друга боја, да. MC20 1 од 1, тоа е фактички трибют на MC12 од 50 Cent, го слуша, знам дека 50 Cent кој ќе дојам на шишање кружат. Кружат песни негови, да. рапови. Едно време и се шишаше кај мене, ама сега 50? пошто да. Дека подалеку е се пресели Се повеќе. пресели сега нова куќа зема и не доаѓа. Затоа иначе ја не пуштам негова Да, музика, да. да. И два бона ги пуштам у Дуќан понекогаш. Да? не знам, И они се шишат? И они се шишаат кај мене, да. Сите бе. Кој друг се шиша, брат? Томски? Добро, освен мене? Па 50 Cent се шиша. Да, добро. Тоа ти кажа, два бона ти кажа. Овој Стефан го знаеш Лазаров? Кој? Лазаров. Не. Е многу добар дечко. Шо пред тоа што работи? Тој исто вака како тебе бе по YouTube се занимава. Да, му Абе, Лазарополе. бе, тој. Знај, сега му донесоа една слика од AliExpress. Да, со тоа копчето од YouTube. Стварно? Да, бе. Колку ја платил? Не знам да ти кажам. Нешто 100.000 спомна е сега. Тоа у тие пари не се разбирам. 100.000 сабскрайбери. Колку е тоа у наши... Затоа стајте subscribe. Барем до 10.000. 10 чек. После ова стигаме 10. И ја 10 мислам. се стига. И ја Да. мислам. Ке шиша ерко со 10к овдека. Можеш да ми направиш 10к? Може, брат, може. 10к. Ајде. И ќе го снимаме тоа ко видевце за на Reels да искочи на Инстаграм. Брат, преубаво ми е све. Сакам, не можам сега и од ова да да го докаснам ово. Како сум? Не бе, јас сум ти аматер, брат. Прав аматер сум јас. Зашо прав аматер? Па брат, да знаеш дека идеш на јадење и ти пак да јадеш за сваки случај. Сваѓаш? Па добро, види, не си знаел кај идеш. Зашто се јадат на почеток урни? Урмите се јадат затоа што се најлесни за варење. И што најдобро од сите овошја го балансираат шеќерот во организмот. Го ставаат вака на... На баланс некој Аха. му даваат. Тоа е една од причините и што кога ќе изедеш урма не ти го затвара апетитот. Бидејќи нели ти треба да како е кај вас да се почестиш нешто. Не можеш ти сега да земеш парче торта, а не си јаден цел ден. Да, Или чоколадо да јадеш. да. Затоа урмата... И во нашиот пост доста се јадат урми кога се пост. Ете, гледаш, значи, тоа е ради тоа, бидејќи најдобро ги абсорбира организмот. Прават баланс, во што лесни се за варење во организмот, не прават никакви проблеми на желудникот, на било што. И затоа сите ја практикуваат урмата да ја јадат. Браво, и убави многу. Бог знае од кога немам јаден урма, сега беше пак и го мртнав, камерлукот, извинете, мислам стварно. Нема да се повтори, извини, спас кога. Да направиме мала пауза да пушаме на цигарче, а? Па може. Да пробам да ми спадне јадењето. Може спас кога да направиме пауза? Се враќаме после рекламите. А за да има реклами, треба да има и поддржувачи на... Еј, име имам бе за шоу, Сладокусци. Така ни се вика групата на Инстаграм, поздрав до Джарка. Он ми даде идеја да се вика, ја цело време барам име, да гласаат, да прават све, а не ми текнува дека одговорот ми е пред мене. Таква група имаме Реално да, Сладокусци. сладокуси. До кај застане. За да има реклами, треба да има поддржувачи на Сладокусци серијала и да кружат реклами. Каква магија има чаршијава, брат. Многу убаво. И види, преска беше, колку ти што кажа, ко град на духови беше, нема никој. Сега заврши ифтарот, тој уште трае. Тоа ифтар се смета делот Времето кога до, да. Тоа се вика. Значи не е завршено, ама почетокот почна и сите јадеа и сега одмо живо. Овдека доле немаше еден човек, ни келнери, ни ништо немаше. Сега види како. Сегде од секој кафич.
И ова е само почетокот, рачунај дека ова се само даде да ги наречам локалци. Да, да. Сигурно ќе има и такви што ќе дојдат да прошетаат низ чаршија да видат. Да, да. Многу добро. Многу убаво. Давно не сум бил во чарши. Може после да прошетаме, да фрлиме една нога, а? Кај застанав меѓувремено, и да не со пахлавче, ова е со фстак зелено, така? Фастак. Абе се видиш што се јави. Чекај вака малку да пробам, треба да дојадам, види. Немам ништо изедено. Се срамам само од себе. И ја исто. Само ја се срамам што се изеде. Сега стеков ми е боље. Преска на тераса кога бевме, зборевме. Дека имам правена фастинг, имам стигнато до 48 сати, еднаш опладена да јада. Многу убаво си имам осеќано. Добро, ја тие 48 сати пие вода, зерче пие, и цигарчиње нормално, ама јадев еднаш од 2 дена. И не можеш толку да изедеш. Валјда се навикнува организмот. Да, и се заситува, се намалува најверојатно желудникот и се заситува со многу помалку храна од вообичаено. Ja, малку спадна вако, Да, те видов рипаше тука на терасичка, страх ми беше да не паднеш. имам. Али ова се Сега убаци го втора брзина. Не, муњи го треки, свиде и скинам. Иако сега стекот ми е многу боље од преска што беше. Дали е дека нема вако? Немаше рипано, бе, да. Многу е вкусен стек. Знаеш што е работата? Сакам и да дам некаков коментар, оцена за храната, брат, ама јас сум такво гурманиште, мене све ми е убаво, бе, брат. Ти верувам, јас сум исто. Јас само одредени работи. Има ти нешто што Ще не... да снимате дека? Ще извини, а? Ова никад нема да ти го запамтам. Знам. И? Ти имаш ли ти пример некој јадење што не го јадеш? Борани. Боранија? И зашо не? Сам боранија не знам. Друго се јадеш. Знаеш, претходно не јадев дека не ми е убаво боранија, а сега, кога почнав све да јадам, од принцип не јадам боранија. Дека викам, еј ова, види го добра е песнава или видео или било што, и ако е лошо или колава, добра ли, ја викам, остави бе боранија, или човеков како е, бе боранија остави го. И сега од принцип не јадам дека ми влезе тоа вакво боранија. Значи ја треба да викам човеков маслинка или колова маслинка. Маслинки не јадеш? Не. 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 Никад немаш пробано, видиш? Сум пробал, ама не можам, не ги сака душа, како да ти кажам. Ја порано не јаде вакви кафени и тие помеките, само ги сака во ние тврдини, не знам како се вика. Тврдите маслинки. Ама сега сите ми се убави, секакви, мора да пробам салат. Да земам вака од централа. Ова е слободно. Ова е цезарче со рокула. Ајде да ја видиме. Ама рокулче има од вако, иначе внатре си е марула. Измешано. Стај малце сол, мислам дека боле хлеб. Многу е добар сосот. Сорно? Да. Чекај да пробам. Многу добар сос. Што вика? Ми се свиѓа ефтен сос. Пилешко претпоставувам, тоест не е исто, ова е поховано. Точно. Многу е добро што све им е свежо овдека. Да. Добро, салатица ја оставивме, не ја уклучивме у игра. Да, добро, точно.
О, ќе пукна. Ама све за добро видео и добра емисија. Гледате ли како се жртвувам? И ја Јадам исто. кога не ми се јаде. Верувам. Тешка е оваа работа. Нели Еркула? Тешка е богам. Како издржуваш алалдите? Не знам ни ја. Али се трудам, леле баклавче. Леле кој ќе му влезе на баклавче. Нека поседи, мора да го довршам местото. Да, Многу местото, тешко ќе ми биде. ја богами си Може завршив да работа. Нема врска беше. Видов кој те шиша тебе бе бре? Преска видов кој те шишаш? Фисник. Фисник, Да. добро? Да, А фисник иначе? ме шиша. Иначе, не знам сега да се надоврзам муабетот од преска, ти ме праша, ја работев 5 години во Рера. Тоа е добра стара скопска берберница, Добро. кај што добар дел од нас берберите, таму ја започнавме кариерата и таму имам колега мој Емир се вика, или сите го знаат као Цане. Аха. Они покрај тоа што ми беше колега, сега сме многу блиски пријатели. Он ме шиша најчест. Ми ја научи главата некако и он ме шиша. Тоа е вакво, многу ме интересира како кој ги... Па види. За бричење си се бричи сам или? Па што да бричам? Па добро, не се гледа сега дека си таснал сам, вака... Не се бричам, немам брада у принцип, да, само поминувам со машинка тоа нешто. Сега сум ситно. ама со депилатор. Да, со депилаторка, да, само тоа поминувам. Иначе, у принцип, знае нека ти Кастро да ми шиша или денес како што виде Фисник. Аха. Така да, периодично. Да. Кој ме шиша? Некој од чираците дали те шиша? Да, дозволува ми тоа кога немам нешто битно, можеш да им даеш и на нив волја и мотив за да работи. Па да ти шишам ја неката, ма имаш комплицирана фризура, ти е Имам и- вака. Да си вака ко мене, ја можам да ти шишам. Имам и комплицирана глава. И не, покомплицирана од мојата не можам. Ја Мислиш? имам глава за две глави. Увек цел живот ми викаат, Буце, поздрав за него, Држуцко. Вика, брат, тебе со паркови зеленила те шишаат. Вика, како постигнува Ерко, вика, да те шиша, а треба паркови зеленила, цел вако да те шиш. Застанавме, која година го имаш отворено салонот, преска го затворивме, која година го имаш отворено салонот, сега моментално кај што се шиша. Да, Мистер Барбер. Да. Мистер Барбер е отворен 2019, пред ковидот. Пред ковидот. Да, пред ковидот го отвори, 2020 фати ковидот, малце беше тој турбулентен период, али пак, фала Богу, нели, луѓето мораат да се шишат, помина све тоа. Да. И знаеш што е интересна прича, што во сред ковидот, сите затвараа бизниси, сите се плаше, едва ја обстојува, ја го проширив духанот. Мора, да. Од 2 столчиња земав поголем дуќан и сега се 5 столчиња. Браво, супер. Поголем дуќан. А дали да им откриеме нешто, јас знам инсайдерски информации имам, дали да откриеме дека се спрема нешто ново и до кај спремањето? Спремањето е едно 70% готово. Аха, Така да, лоудинг, да, чекаме да поминате постиве, да ни помине на нас Бајрам Аха. и валјда тоа од после ќе биде, ќе се отвори. Значи се спрема нов локал, Мистер Барбер 2. Мистер Барбер Вол 2. Добро. Да, тоа се спрема, да кажеме локација или да оставиме? Тоа на тебе оста. Ќе биде во Скопје нормално. Спроти настел зградата Тафталиџе. О, браво, одлична локација. Одлично, да, ја мислам. И она што сите ме хејта, леле, нема паркинг, кај тебе центаров хаосо паркинг, таму има паркинг. Има конечно паркинг. Има паркинг, И како да. брат како ќе биде? Ќе шишеш еден ден таму, неколку денови таму, неколку денови ваму или како ти е план? Види, центар е мојата матица. Да. Ја од таму почнав, ја од таму нема да се мртнам, ќе бидам извесен период, валјда 2-3 месец дена. Ќе бидам таму во Тафталиџе, али после тоа се повлекувам и се враќам пак у центар. Да. Таму знаеш ти самиот и кол кафе тимот на Мистер Барбер се проширува, сега Емир што го спомнав Цане, он доаѓа се уклучува у тимот и Браво, и тоа сакам и да се се прашам шириме. дали склопуваш скроз нов тим или се поделите од... Има и нови, има и ќе се некои што од нели од центар ќе отидат таму што ќе се поделат. Ја видов, сега ми покажа на телефон, видевте, многу добар се прави салонот, многу интересно и едва чекам. И ја да ти кажам искрено, Браво, ова супер. спремање више притисок е премногу и А пости. планираш понатаму други градови негде или како?
Види, Дека некоја знам дека си амбициозен и дека газиш напред, тераш и други градови не сум размислувал, некоја моја као идеја што е, пошто гледам дека доста од луѓево, од деца, ајде од луѓево, сега да не се навреди некој, сака да го научат занаетот преку ноќ. да. Тоа што преска ти спомнам што сум правил ја пред 17 години. Да. Значи мојот пат до тука не е од 2019-та, туку е од многу порано, од пред 17 години, кај што нели си почнал, па си и јас сум бил чирак некаде, и јас сум почнал да учам занает, па еднаш кога сум пробал со еден дуќан не успеало, си научил нешто, па нели сега. Сега што ми е следната идеја, за по други градови не знам, искрено не сум размислувал на таа тема, али некоја као едукација, као ајде академија е голем збор, али да наречам некоја берберска академија, дека би Браво, супер, тоа ти е многу добра идеја. да, убрзани курсеви да бидат, кај што нели оние што не сакаат да доаѓаат у берберница, да учат занаето на класично, него сакаат да дојдат само стручниот дел да го научат. Тоа е некоја мојата идеја за во иднина. Тоест не ме знаеш како да ме знаеш. Ја би можел ли да научам да ми го видиш патот, да видиш дали јас шишам све со машинка, со депилатор, само ножици не знам баш. Еднаш внук ми поздрав до Джовани, до Јован. Еднаш, ама мал беше тогаш, етен го изеде со макази, брат, онакви макази за кроење, онакви големи. Ао, да. Немаше шо, машинката се расипа и со тие штрап. Мислев дека знам, сум гледал вака со прстите, вака стаеш, штрак. Добре беше, лет на одмор идеја. Па И добро без едно, од никој не вода го од знае. едно од друго, Да, да. брзо порасна. Да, малецок беше, поздрав да не го извини. Ау, порасна брзо вода со А тебе цето. кој те шишал кога беше мал? бе? Кој? Тебе кој те шишал кога беше мал? Па брат, ме шишале некад дома мајка ми, некад фризерката на мајка ми, Па добро. некад зависи, некако, не се сеќавам право да ти кажам. Листавица вика, за да видиш дали е добра, кога ќе се олади треба да пробаш, ако е тогаш убава, значи стварно е добро местото, целата смеса. Ова е веќе оладено, се гледа баш отворени се вративе дуго овдека, вие одлично. Ја да ти кажам ќе ја пробам баклавава. Ја ќе влезам готово. Многу ми е криво што го оставам јадењето. Јас сум од дете таков научен и ради тоа сум дебел. Пошто си го оставал Да не се јадењето. фрли, да не се фрли и ради тоа. Ајде да го видиме баклавчево што е. Мешало да згора крскаво, брутално. Брат, јас сум голем фан на баклава. Благо, не знам. Баки, у чаршија сум доаѓам одма, само да дојадам. Јас сум огромен фан на баклава. Брат, што е ова? Ова од згора крцкавово, И од згора крчкаво, а внатре меко. Види како ова. внатре ова се топи, другарче. И фостакот вака те чешка, те гребка. Све е перфектно и убаво. Рачунајте колку луѓе има, дечкото преска кажа. Вчера 800 луѓе. Завчера исто имало многу. Денеска, Околу 300 мислам дека да, кажам. денеска пак околу 300 луѓе. Тоа да се спреми волку храна секој ден да се спреми да биде ваква. И се да биде храната. на време послужено, тазе. Да. А баклавава? Партали. Баклава, брат. Баклавава? Сакаш репета? Не можам ќе пукнам. Стигна и кафенцето и да овдека немаше нарачување стрикно да видиме да избереме од мени. Туку ова е Они ни одбра. да, они ни одбра бидејќи вакво е ова е мени, така? Да, има 3 или 4 менија, се не знам точно колку. Ја кога ги прашав нели да бидеме нивни гости, ни рекоа оставете тоа на нас. Да. Ја не одбрав ништо, они одбраа што ќе не послужат и да ти кажам искрено, све беше врвно. Одлично. Сега што кој е победникот? Стекот, плескавицата, што? Брат,
Победник баклавата. Не, све е уго, све е топ. Но баклава, ја ваква баклава немам пробано до се. Искрено. Добре. Искрено немам ваква баклава. Па ние да ти кажам. А знаеш што е пример кај нас за Бајрам се служи баклава, тоа сигурно знаеш. Во секоја куќа има баклава. И кога е Бајрам, одиме од куќа во куќа и јадеш многу баклави. И мислам дека тој ден не можеш да процениш која баклава е добра. Ќе пробаш 174 баклави, као, али вака кога ќе пробаш една после јадење, мислам дека и стварно ова е врвот. Ја знам една сладкарница или како се вика Тетово, сладкарница. Не знам Балкан ли, како, не знам како се викаше. Каква баклава прават, знам у такви едни кутијчиња, вака едното прозирно беше. Не знам како се вика, некој кој знае од Тетово кој знае за која сладкара кажувам и која баклава. Нека ни купи да ни донесе да јадеме. Може кај Јерку салон ќе донесете, ја ќе дојдам да се шишам. И ќе изедеме, И не ќе се јадеме секирате, да. Ама ваква немам пробано да се. Може да се пали цигарче со кафе. Може. Пи си кафе, пи си тутун, азното само ќе ти дојде. Тоа е стара од Ѓорги Колозов. Вие пред спиење си ги гледал Ѓорги Колозов Кој? и Шенка Кој? Колозов. Код дете Жикина династија и македонски народни А Жикина династија на памет ја знам. Сите. Исто. Ај ќе Тоа кажем- се култни филмови. Да, се. Кај што Ќе мислам кажем дека- нешто, ама не е за намасава така. Имаше една таму од Жикина династија, таа ми беше прва љубов од дете. Една таква тетка. Знам кој е. Шо да направиме одио? Па може. Да. Писи тутун, писи каве, азното само ќе си дојде. Вие стајте си лайк, стајте си сабскрајб, поделете го со блискиве видеово. Втора епизода од Славкуси, пардон. Прејаден сум, препиен сум, закажете си. Ја мислам дека едини Мистер Барбер имаат апликација за закажување на термини, така? Да, Ќе ставиме единствено. доле линкче од апликацијата, може да си ја симнете од Play Store и од App Store. И да си видите кој бербер сакате, кога сакате и да си резервирате термин, идете да ве средат браќата од Мистер Барбер и се гледаме у наредно видео. Поздрав, фала и кај вас, фала и на дечките од Буши. Фала ти и на тебе. Фала ти за поканата на ифтар, брат. Мислам дека научивме денеска многу повеќе работи околу рамазанските пости и Фала ти и на тебе што дозволи, што ме покани да ти бидам и гости на каналот и убаво си поминавме. Да, Барем се ние. прејадов. Сега нека кажат и гледачиве Да. како и они си поминале, нека пишат у коментар. што и пишете доле што јадете кога ги гледате видеото. Да, може и тоа, да. Или предложите ни некое друго место кај што може да идеме, пример. Не мора да се пости, можеме и онака Возиш да на се тебе? седам. Ке возам? Ќе се видиме у наредно видео. Чао. Чао.